Мајко, денес цел ден ли ќе сидиш пред прозорецот? Денес е денот, сине. Чувствува, мајка. А денес ли ќе се врати татко? Да, денес. Мора да е денес. А мене ќе ми донесе нешто од Белград? Ке ти донесе, синко. Тој знае дека ти го чекаш. Туку, дали знае колку јас го чекам? Босилке, песна се орини селово. Доаѓаат! Доаѓаат! Дојде, синко. Сполајмо на Бога, ги слушна моите молитви. Колку ноќи седеше мајка пред иконата на Света Богородица и се молеше да не те остава без татко. Ти ме послуша. Мајко, нема толку да ме стигаш. Не можам да дишам. Ете, џабе се грижеше Бошко. Секи излезе добро. Бошко. Тој сум, твој сум. Немој вака, бре, Бошко. Ке не види некој резол ке пукне. Па што? Кај и да е, сите ќе дознаат дека си моја. Ти треба прво раката од татко ми да ја побараш. Лили, јас и ти се сакаме. Работата е завршена. Те молам нека биде по сите адети. Ке пукне резол, ке го посрамотам татко ми. Мајка ќе дојде уште вечерва кај вас. Еве, за да биде по сите адети. Само, ако мене ме прашуваш, тие адети се застарени. Кој може да ни забрани да се сакаме јас и ти? Те молам нека биде по сите адети. Страв ми е да не го налутам татко, па да не биде ништо од работава. Добро. Ќе биде како што сакаш ти. Јас сега ќе си одам. А дури се видиме до нареден пат. А не е Бошко срамота. Јас си имам време, можам да почекам. Срамота е Бошко, ке не види некој, ке пукне резил. Кај се видела невенчана девојка да бакнува машко? Тој што ќе не види може само мака да му биде. Терај си го ти меракот. Леле, Бошко, што направи? Што сторивме, мори Босилке, што сторивме, мори душа? Бошко, на срце си ми. И ти мене уште повеќе. Кажи ми колку. Сакаш пак да ти покажам? Не. Добро. Ти верувам. Ајде сега оди и чекај ја мајка уште вечерва. Ајде, добро. Босилке, со празни стомни ќе си одиш? Леле, Бошко, умот ми го зема. Ти мене срцето. Босилке. Повели, татко. Сполај ти, ќерко. Добро вечер, домаќини. Васо, ти си. Повели, влези. Добре дојде, тетка Васо. Добре ве најдов. Вие си вечерате. Во незгодно време дојдов. Ако де, повели, седни ти со нас. Не, ќе дојдам друг пат. Седни, тетка Васо, седни со нас. Седни, Васо, седни. Ајде. Еве, повели. Што ти прави Бошко, Васо? Добар е. Да е жив и здрав, добар е. Сака да се жени. Убаво. А и време му е. Да, време му е. Работи ли? Работи. Ни селово што ќе најде да работи. Само тој остана од младите во селово. Сите заминаа на печалба. Зошто мора сите да одат на печалба, татко? Ајде. Види ја ти колку е умна. Значи тие што одат на печалба, не пресарни сумот, а? Таман работа, Гавриле. Секого маката го тера да оди на печалба.
Така е, Васо, така е. И јас бев на печалба. И домаќинот твој беше. Бог да го прости. И тој беше таму. Да. И не се врати. Годиначе го остави Бошко. Знам, бре, Васо. Се знам. Ама Бошко твој не треба така да мисли. Не значи дека и него ќе го најде истата судбина. Тој не сака да оди на печалба. И јас не му се мешам. Вие си знаете. Ако сака да се жени, ќе треба мир, бре. Не може ни стрело да шета како партал. И тешко на таа мома што ќе го зема. Ама тешко и на татка ѝ. Епа, јас да си одам. Седи, тетка Васо. Не, не. Ти, Васо, дојде само да не видиш? Да. Не. Епа, кажи де. Не, друг пат. Кажи, тетка Васо. Бошко ја милува Босилка. Така? Епа, лична е, нема што. На мајка ѝ. Тој би сакал да ја ожени. Ако и таа сака, се разбира. А и ти ако си согласен да ја дадеш. Ако, убаво е, млади се. Само едно да ти кажам, Васо. Запомни. Аджи Гаврил има само една ќерка. И не ја дава туку така. Бошко е млад. Вреден. Ќе работи, ќе заработи. Значи 30 лири, појас, сад со ќустек, ама од сребро. Аман чорбажи Гаврил. Така ќе му кажеш на Бошко. Ако му чини, ќе правиме свадба. А ако не, ни село шетаат многу млади моми. Белки ќе го земе некоја. Немој, синко. Не си ја пукај душата. Пари, тие ли се најбитни? Битни се, синко, ама не се најбитни. Не сакам невеста за пари. Сакам да ме сака. Сама да си дојда да си ја земам. Не ќе ни да чуе, синко. Сака со сите адети. Како стока да купува. Така било од давнина. И мене така ме дале. И татко ти плати. Да, знам. Многу добро знам. Отишол на печалба и не се вратил. Бог да го прости. Да беше тој жив, поинаку ќе беше. Ќе донесеше пари од печалба, ќе платевме, немаше вака да се резилиме. Јас ќе одам. Ќе одам и ќе поразговарам со газда Гаврил. На Никола Папучерот 4 Наполеони по грош и пол. Пу. На Спиро 5 Наполеони. Домакини, дома ли сте? Дома сме. Бујрум газда Колјо. Што во ова време? Кај гори? Овде гори, овде. Знам што треба за тебе, знам. Вели знаеш, а? Осилке, донеси од комовицата. Така е. Значи најубава ракија во цело село имаш. Така е. Добар ден. Добар ден, Керко. Босилке, види кој е. Бошко, ајде. Ама и Керка ти е како ракијата, да ја пиеш.
Доста бре, старо аро засрами се. Абе, не велам ја за мене, за син ми Јован зборувам. Ако е така, може. Еве го пративме на печалба во Белград, кај да ќе си дојде. Па да спретнеме една свадба. Ако е така, тогаш газда Колјо, 30 лири златни, 5 лопинци, саат со чустек, ама од сребро да е. Од сребро велиш. Од сребро. Еве рака да. Даваш! Ајде, нека не со среќа. Зубово зарно. Зарно нека е. Добар ден, Добар ден. чорбаджи. Повели, Башко. Повели, седни и ти да наздравим за среќата на Босилка. Керко, нека ти е честито, момчето. Кој момче, татко? Јован, синот на газда Колјо. Ама, татко, Татко, бре. Јас сум газда во куќава, не ти. Повели, Керко. Газда Гаврил, додека сум јас жив, Босилка туѓа невеста нема да биде. Босилке! Босилке! Види го ти него, куче голо невоспитано. Чорбаджи, ние се договоривме, нели? Така е. Да му пишам јас на Јован, да го израдувам. Пиши му, изредувај го. А овој партал фрли го, бре. Тој мисли дека така лесно се зема чорбаджиска ѓерка. Така, подарена. Ајде да наздрави. Епа, газда Колјо, ајде нека со среќа да им биде. Вечни да бидат. Босилке, не може така. Јас те сакам. Шко знаеш дека јас те сакам. Тогаш немој да појдеш за Јован. Да, ама кај смеам татко да не го послушам? Босилке, тебе те прашувам. Ме сакаш и ти мене? Да, ама Нема ама. Остави го татко ти, тебе те прашувам. те сакам. Па? Зборувај. Знаеш зошто сум овде? Знам. Ама не знам што бараш ти овде кога знаеш дека Босилка е веќе ветена. Ама таа мене ме сака. А и јас неа. Дојдов со Арно да ја побарам. Инаку што? Инаку, лошо ќе биде. Силен си на зборот. И татко ти беше ваков. Не мешај го татко во оваа работа. Татко ти барам си го знаеш редот. Прво појде на печалба, а потоа се женеш. Да, појде. И ме остави мене сирак, а мајка вдовица. Се случува, Бошко. Се случува. Слушај. Ти мислиш дека јас немам срце. Ама не е така. Еве те ветувам дека ќе си го повлечам зборот што го дадов за Босилка. Само ако ми ветиш дека ќе ја земеш според сите адети. 40 лири, саат со чустек од сребро. Ќе ми требаат години за да ги заработам тие пари. Ако појдеш на печалба и ќе ги заработиш. На печалба јас не одам. Јас ти кажав. Последен збор. Последен. Босилке. Босилке.
Бошко. Ајде, полека. Леле, што направивме? Сега на Гаврил. Ајде, полека. Што ти е? Ништо. Прочка е денес. Добро да знам. Не сум го видела татко цела година. Тешко ми е на душава. Ајде. Оди промени се. Бошко. Идам. Немој, татко. Прочка е. Татко, те молам. Не сакам така да биде. Прости ми, те молам. Душа немам во мене. Само тебе ти имам. Тешка сум. Ке имаме детенца. Сакаме да му се порадуваш и ти. Со Бошко многу убаво живееме. Сакаме да дојдеш да не посетиш. Василке, ти добро знаеш дека Бошко ме должи пари. Те зема, бре, без ред. Без адет. Само парите му се битни. А ти, бре, не те е срам да ми влезеш во куќава? Ха? Не те е срам? Резил ме стори пред народот, бре. Насо како ме срамдите сам. Јас ти реков, со арно или со лошо, Босилка ќе биде моја. Ја зема, бре, како копиле, а не како чорбаџинска ќерка. Ја земав како човек, а не како стока за пари. Сите момци појдоа на печалба. А ти сакаш да земеш жена без пари. Не може така, бре, Кајчи Гаврил. Не може! Доста! Престанете! Како ќе раниш? Како? Таму на печалба. Торбата на рамо и на печалба, бре! Бошко! Босилке, и ти мислиш како татко ти? Не. Колку имаме толку.
Само заедно да бидеме. Торбата бренаремо и на печалба! После пари, жено и деца! Мајко, што да ти дадам? Ништо, Ќерко. Ти само смири го малечкото. Нема веќе млеко. Гладно е. Бушко каде е? Ке донесе некоја паричка, ке купиме млеко. И илјач за тебе, мајко. Добро вечер. Имам лекција за јунакот. Како си, мајко? Арна сум, сико. Штом те видам тебе, арна сум. Донесе ли илјач? Купив млеко за коле. За илјач не ми остана. Ако, синко. Дајте му млекце на малото. Ке се смири, ке заспие. И јас ке си заспијам. Утре ке ми биде подобро. Бушко, што се случи? Нели ти платија таму кај што работеше? Ми платија, Босилке. Ми платија, ама малку е. Се што носам дома малку е. Бушко, на мајка ти треба илјач уште вечерва. Ми е страв да ја оставиме вака до утре. Што да правам? Што? Знам дека не сакаш. Ама само од едно место можеме да земеме пари. Гаврил? Не. Те молам, Бошко, размисли. Не смееме да ја изгубиме мајка за тие пусти пари. Подпиши. Чекај. Арна што подпиша. Само сакам да ми дадеш честен збор. Дека овие 20 лири сега што ти ги дадов, да ми ги вратиш до крајот на месецот. И тоа двојно. Имаш збор. Што си замислен, синко? Јас еве добра сум. Коле, фала му на Бога, е жив и здрав. Што си задуман толку? Мајко, Босилке, јас решив. Утре изутрина заминувам. Имам долг за враќање. Сполајмо на Бога, ги слушна моите молитви. Колку ноќи седеше мајка пред иконата на Света Богородица и се молеше да не те остава без татко. Ти ме послуша, ме послуша. Мајко, нема толку да ме стигаш. Не можам да дишам. Ете, џабе се грижеше Бошко. Секи излезе добро. Мајко, навистина ли денес ќе дојде татко? Доаѓа, цинко. Доаѓа.
Зошто не пеат, мајко? Зошто не пеат, мајко? Тате! Тате! Кола? Дојди, сине. Тоа не е татко ти. Умре? Умре, мајко.